Добар ден и од мене, драги пријатели, и добро дојдовте во денешнава рубрика Прашање и одговори со Јосиф. За оние кои што можеби по прв пат се среќавате со мене, сите прашања кои што сакате да ми ги поставите, може тоа да го направите преку каналите на социјалните мрежи. Како коуч Јосиф може да ме најдете. Доаѓа од Стојчевска Елена и прашува: ме чека патување кое ќе трае 24 часа. Што да јадам и како да се организирам за да не си го пореметам редот и метаболизмот? Елена, истото би требало да го правиш, што го правиш и во секојдневието, без да патуваш, а тоа според мене представува поедок во првите пола саат до саат од будење, оброци на 3-4 часа и доволно вода. Во случаевите кога патуваш, нормално е дека ти не можеш да сготвиш нешто или да носиш работи кои што се расипливи, кои што не можат да издржат високи температури, затоа гледај да можеби за време на патувањето обезбедиш јатки, да обезбедиш овоше свежо, можеби сушено овоше, односно оризови галети, не знам, путер од кикирики, работи кои што може да стојат на можеби 20 до 25 степени температури, кои што не се расипливи, на тој начин да успееш да си ја задржиш редовноста на оброците. На крај на денот, ако се работи за 24 часа и да не бидеш 100% дисциплинирана, нема не знам како да ти се наруши метаболизмот. Те разбирам дека целта ти е да не го нарушиш редот и да не си ја нарушиш самодовербата, но во секој случај едноставноста е во тоа да си понесеш многу ужинки и да ја зачуваш таа редовност на твоите оброци.